Бидејќи сте махери за изнаоѓање начини да избегнете отворени дебати и дискусии кога темата не ви одговара, очекував барем за Татјана Васич Бозаджиева да измислите некое Талјатово, Арберово или најново Мариино правило, па да го избегнете резилот на вашата кандидатка за уставна судијка. Дека е срам овој предлог доволно говори и фактот што ниту еден не се јави за збор, па да кажеше нешто во одбрана на нашите напади за незиното учество во сомнителни закони, тендери и профити. Но вие не се јавивте за ниеден од вашите кандидати, а не пак за Васич. Чекате само да дојде чинот на гласање, да стиснете со вашите нежни прстиња онаму кај што ќе ви кажат, да истрпите ден-два лавини од напади по медиумите и да продолжите по старо, како и досега, што би рекол еден ваш коалиционен партнер. Уставниот суд го направивте место за прибирање на вашите последни шанси. Замислете, Уставот вели да се избира истакнат правник за уставен судија, а вие предлагате личност како Васич за уставна судијка. Заради македонската јавност, да кажам збор 2 за незината истакната правничка кариера. И овде имаме кратка биографија од нецели 2 страници, но барем овде имаме фотографија од кандидатката. На незината професионална кариера можат да ја позавидат и нашите славни фудбалери Панчев и Пандев, бидејќи за 15 години имала вкупно 8 трансфери, меѓу кои 3 во правда и 2 во здравство. Секако дека таа во вкупно 8 позиции кои ги имала не клавала голој, туку клавала по джебој, што во нејзините, што во оние кои денес слободно се шетаат, а токму заради дилот Васич да ја сместат во Уставниот суд, како утре не би одговарале за ниту еден нивен сторен криминал. И да, Васич како менторка при нејзината одбрана на магистерскиот труд ја имала токму професорката Живковска, која беше наша кандидатка за уставна судијка и чија што биографија броеше вкупно 16 објавени трудови во последниве 5 години, вкупно 15 објавени монографии, учебници, учебни помагала и коментари на закони, точно 13 учества на комисии, совети и управни одбори, точно 13 учества во изработка на закони и други правни акти и точно 13 експертски мислења од областа на стварно правните односи. Во една нормална држава, каде се почитуваат непишаните академски правила, Васич требаше веднаш да ја повлечете од кандидатка или самата да се повлечеше, штом за иста позиција е предложена и нејзината менторка. За жал, Македонија не е нормална држава, затоа што во неа владеат правилата на моќта на послабиот, покорумпираниот и понекомпетентниот. Што се однесува до нашите напади врз оваа кандидатка на комисијата, тие се однесуваа на нашите информации кои говореа дека била повереник на доста контроверзни закони, како што беше законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, преку кој што требаше да се легализира марихуаната за потребите на заевите фирми, како и останати закони од областа на правдата и здравството. Исто така, за Васич се шпекулираше и дека профитирала за време на ковид пандемијата, дека без неа не се издавале дозволи за клиники и за амбуланти, а процентот по дозвола бил 10.000 евра за ординација и 20.000 за лабораторија. Дека за време на пандемијата со ковид на Васич секое утро и се носел кеш од Никоп. И да, сето ова се шпекулации, но факт е дека владеачкото мнозинство не го прифати нашиот предлог Васич и сите останати кандидати да можат да дојдат на комисијата и самите да ги порекнат шпекулациите. Факт е и дека ниту еден од владеачкото мнозинство не даде никаков контрааргумент, ниту пак кажа барем добар збор за Васич, ниту пак кажа нешто за било кој од останатите 8. Молк. Штура тишина од владеачкото мнозинство, кое беше против партизација на институциите. Против, ама само додека беше опозиција. Денес е власт и нема што да каже на ова. Не може да го противречи фактот дека не се со иста мерна единица Васич, Скендер и Јовевски наспроти Живковска, Климовски и Витларов.
Не можевте ли дотолку да предложите некој поквалитетен или барем на рангот на професорите и докторите на науки? Толку ли немате квалитетни кадри или дотолку сте заглавени со вашите ветувања и криминали, па морате да предлагате ликови кои се искорумпирани и кои треба утре да ве штитат? Овде го иземам кандидатот Скендер, за кој што немам информации во врска со негова вмешаност во корупција, но за Васич и Јовевски веќе и врапчињата на гранка пеат. Го сведовте на ниво на Пазар и Уставниот суд. Ја сведовте на 8% довербата во него. Зарем за ова ги газевте со месеци улиците заедно со шарените револуционери? Зарем имате што да им кажете на оние кои силно веруваа во вашите ветени промени и живот? Ништо не сменивте, ниту пак живот овозможивте. И денес, токму на вас најмногу ви одговара фразата дека сите сме исти. Не, не сме. Ние понудивме квалитетни кандидати за уставни судии. 8 на број. Вие само 3. Онолку колку што и се бараа. Зарем тоа не говори доволно за фактот дека се однапред договарате? Дека речиси година дена се чекаше на вас за да започне со расправа оваа точка? Дека сега против уставно и против деловнички направивте прекин на расправа со неисцрпена точка? До каде мислите да стасате со ова ваше насилие кое го филувате со обланди на демократија и европско право? Каде постои демократија со ускратување на право на збор? Каде има ваков избор и на вакви кандидати? Никаде. Само во Македонија и само со вас на власт. И кога велите дека опозицијата ја кочи работата на парламентот, кажете дека заради вас нема дебата и дека нема комисија која што вие ја водите, а каде не сте прешле на насилно усвојување на дневни редови. Кажете и на македонската јавност дека Васич треба да биде уставна судика затоа што тоа сте и го ветиле кога се дрзнала да профитира на сметка на здравјето на нашите граѓани. Кажете и на македонската јавност дека Јовевски треба да стане уставен судија затоа што како јавен обвинител не постапувал по предмети за кои вие така сте му наредиле. Кажете и на македонската јавност дека сте заглавени до гуша во криминали и нечесни сделки. Но знае македонската јавност за ова, како што знае и дека Кацарска ја наградивте заради случајот со уставобранителите, затоа што ги осуди за тероризам, а тие само го бранеа уставот. Овој истиот кој што вие секојдневно го газите и со пазарења го менувате. Конечно, кажете и на македонската јавност дека не ве бива и дека затоа сте упорни да останете на власт до крајот на вашиот мандат, затоа што знаете дека на следните избори никој нема да гласа за вас. Затоа ви одговара да ја убедувате јавноста дека сите сме исти. Не, не сме. Во Македонија има луѓе кои знаат дека вие го пробивте и дното. Во Македонија има луѓе кои се погласно и погласно говорат дека вака повеќе не може, дека е неиздржливо, па дури и за самите вас кои сте на власт. Ама пустите криминали кои ги правите или ги штитите заради некое вработување или ситно тендерче, како кнедли ви стојат во грлата. Затоа само молчите и само гласате, без ниту еден кажан збор. Затоа за крај ќе го цитирам Мартин Лутер, прочуениот борец за граѓански права и добитник, вистински добитник на Нобелова награда за мир. Вели, смиреноста е појака од емоциите, молчењето е погласно од крикот, рамнодушноста е пострашна од војната. Го направивте народот во Македонија рамнодушен, мирен и тивок. Се плашите од него и треба да се плашите, но треба да знаете и дека колку подолго и повеќе го потиштувате овој народ, толку тој ќе биде погласен на следните избори. Тоа многу добро или најдобро го знаете и треба да го знаете. И знаете дека времето брзо проаѓа. Ќе пројде и тоа до изборите. После не чекајте ништо, па дури ни од Васич, Јовевски и Кацарска. Тие, ако дојде денот на вистинската правда, а ќе дојде, ќе ги заменат местата со уставобранителите, заедно со сите нивни пулени и штитеници. Ако Кацарска ја наградивте заради двовековната казна на уставобранителите, ако Васич ја наградувате заради злоупотребите на незините функции, тогаш чекајте и наградата за вас, а таа ќе ве стаса после следните избори. Конечно, за самиот крај да поставам јавно и едно прашање.
Дали Јовевски ќе го оставите како жртвено јагне, заедно со Црлјевите Ангели и Русковска, и ќе му кажете дека опозицијата го закочи неговото назначување. Да е малку паметен и совесен, тој треба сега и веднаш да се зафати со вистинската обвинителска должност, но сепак